Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Еве ги настаните кои што го одбележа овој саботен ден. Министерството за надворешни работи ги повика македонските граѓани кои се наоѓаат во Турција да останат на безбедни локации, да не ги напуштаат хотелите и објектите каде што се сместени и да избегнуваат собири на јавни локации. Позитивните ефекти од проектот Македонија вработува се видливи скоро во сите општини. Таков е примерот и во Берово. Во 2015 година преку него се вработиле 236 лица, аплицирале околу 50 фирми. Во општина Штипот вкупно 12.000 барања за легализација на бесправно изградени објекти, над 6.000 од нив чекаат за геодетски елаборат. Од општината апелираат до граѓаните навремено да ги доставуваат елаборатите. Министерството за надворешни работи ги повика македонските граѓани кои се наоѓаат во Турција да останат на безбедни локации, да не ги напуштаат хотелите и објектите каде што се сместени и да избегнуваат собири на јавни локации. Од Министерството посочуваат дека континуирано се следи состојбата во Турција, како и дека е воспоставен постојан контакт со амбасадата на Република Македонија во Анкара и Генералниот конзулат во Истанбул. За сите прашања поврзани со безбедноста на македонските граѓани кои во моментот се наоѓаат во Турција, заинтересираните може да се обратат на отворените телефони во дипломатско-конзуларни претставништва во Анкара и Истанбул или во Министерството за надворешни работи, се навидува во соопштението. Продолжуваме со вести од истокот. Во општина Штипот вкупно 12.000 барања за легализација на бесправно изградени објекти, над 6.000 од нив чекаат за геодетски елаборат. Од општината апелираат до граѓаните навремено да ги доставуваат елаборатите, бидејќи без нив не може да се легализира објектот. Ова е трет пат што се продолжува рокот за поднесување на барање и геодетски елаборат со цел да им се излезе во пресрет на сите кои ја немаат завршено постапката. Уште 5 месеци им остануваат на граѓаните да ги докомплетираат барањата со геодетски елаборат за легализација на своите бесправно изградени објекти. До сега општина Штип има издадено над 6.000 решенија за легализирани објекти од вкупно 11.000, чии барања се поднесени до 31 декември 2015 година. Во пролонгираниот рок на 1000 граѓани доставиле барање. Но ние како општина апелираме што поскоро да достават елаборат, кој што е најчестиот документ кој што не достига во документацијата на подносителите на барањата, бидејќи колку поскоро го донесат елаборатот, толку поскоро ќе се реши предметот, а доколку истиот не биде доставен во овој законски рок, значи до крајот на 2016 за првите барања и до крајот на 2017 година постапката запира и тие веќе нема да може да ги реализираат своите градби. Во останатите некомплетирани барања, голем дел се од семејства со социјален ризик, кои се уште немаат поднесено елаборат. Со мерките кои ги донесе неодамна владата на Република Македонија за оваа група граѓани, бесплатно се изготвува геодетски елаборат во подрачното оделение на катастарот во општина Штип. Можем да истакнем дека корисниците на социјални права се ослободени за изготвувањето на геодетскиот елаборат, каде што може да дојдат во општината и во катастерот со потврда од Центарот за социјални работи кои што ја доставуваат до катастерот, за да може катастерот да утврди дека се работи за социјално ранлива категорија на граѓани и за истите службено се изготвува геодетскиот елаборат затоа што геодетскиот елаборат изискува најмногу средства кои што се потребни за да може да поднесат да го завршат предметот за легализација. Ова е трет пат што се продолжува рокот за поднесување на барање и геодетски елаборат со цел да им се излезе во пресрет на сите кои ја немаат завршено постапката. Измените даваат и можност да се легализираат и бесправни објекти изградени на приватно земјиште, кое во моментот на изградбата било во државна сопственост. Сопствениците на земјиштето ќе бидат обештетени од лицето кое ја легализира дивоградбата. Позитивните ефекти од проектот Македонија вработува се видливи скоро во сите општини. Ваков е примерот и во Берово. Во 2015 година преку него се вработиле 236 лица, аплицирале околу 50 фирми. Водени од бројот на намалување на невработеноста во Македонија, владата го продолжува проектот Македонија вработува. Се намалува невработеноста во Македонија со проектот Македонија вработува. Во 2015 година со проектот се опфатени и вработени над 19
20.000 невработени лица во Македонија, а аплицирале над 10.000 работодавачи. Таков е случајот и во Берово, истакна раководителката на Агенцијата за вработување. Во 2006 година бројката на невработени во Берово изнесувала 4043 лица, а заклучно со 30 јуни 2016 година оваа бројка изнесува 2012 лица, од кои 130 активни баратели на работа. Конкретно во нашата општина, по проектот Македонија вработува имаат аплицирано околу 157 фирми и има вработено 236 лица со ослободување од плаќање на придонеси за лица до 29 годишна возраст и по проектот Македонија вработува опфатени се сите целни групи и имаат земано учество работодавачи од различни видови на дејности, а повеќето грото работодавачите се од дејноста трговија на мало и големо. Проектот Македонија вработува продолжува и со него се опфатени 5 групи на невработени лица. Првата група на лица кои можат да се вклучат во проектот Македонија вработува се лица до 35 годишна возраст. Работодавачот кој ќе вработи лице до 35 годишна возраст е ослободен од плаќање на придонеси за социјално осигурување и персонален данок на доход и е ослободен за време од 3 години со обврска да го задржи невработеното лице плюс уште една година. Втората група на лица кои што може да се вклучат во тој проект се лицата од 35 до 50 години. Услов за да можат да се вклучат во тој проект се е во последните 15 години, 10 години најмалку да бидат невработени и 3 месеци пред вработувањето да не биле во работен однос. Третата група на лица кои се опфатени со проектот Македонија вработува се лица над 50 годишна возраст, кои што исто така треба 3 месеци пред вработувањето да не биле во работен однос. Работодавачот кој ќе вработи такво лице е ослободен од плаќање на придонеси за социјално осигурување за време од 5 години без понатамошна обврска. Четврта група која е опфатена со тој проект Македонија вработува 2 се лицата кои што припаѓаат на ранливите социјални групи, тоа се корисници на социјална парична помош, родители на деца со инвалидитет, еднородителски семејства, професионални војници и други ранливи категории. И последната, петата група на лица кои што можат да бидат вработени со проектот се лица над 58 годишна возраст. Работодавачите кои што сакаат да бидат вклучени во проектот Македонија вработува постојат одредени услови кои што треба да ги исполнуваат, а подетални информации за нив може да добијат во сите центри на Агенцијата за вработување. Од идната година треба да почне примена на софтверот за откуп на земјоделски производи, најави министерот за земјоделство Михаил Цветков при неодамнешната посета во Струмица. Решението е готово и дадено им е на увид на сите инволвирани страни за сугестии и предлози. Ќе го добијат преработувачите, земјоделците и воопшто сите вклучени во процесот. Во наредниот период добродојдени се нивни сугестии. Со софтверско решение предвидено е да има целокупна евиденција на сите преработувачи кои се запишани во единствениот регистар на земјоделски производства и на сите земјоделци кои се запишани. Во секој момент ќе биде достапна информацијата колку е продадено, по која цена, колку е платено и дали е платено, објасни министерот Цветков. Картонските белешки ќе станат минато со примената на електронската евиденција, со која е предвидена и банкарска гаранција за преработувачката индустрија. Мешана полициска патрола заедно со представници од јавното предпријатие Македонски шуми, подружница СЕРТА, шумска полиција и територијалната противпожарна единица Штип денес го едуцираше местното население на Лакавичкиот регион за превенција од пожари на отворен простор. Исто така жителите беа информирани за забраната за движење во шуми, која започна од 6 јули и ќе трае до 15 август и дека доколку истите имаат потреба, треба да извадат потврда од подружницата СЕРТА во Штип.
Жителите од Лакавичкиот регион ги посети мешана полициска патрола заедно со представници од јавното претпријатие Македонски шуми, подружница Серта, шумска полиција и територијалната противпожарна единица Штип, која го едуцираше местното население за превенција од пожари на отворен простор. Казните се движат од 100 до 1000 евра за оние кои ќе бидат фатени да палат стрништа. Целта на оваа патрола ни е да го посетиме теренот, денес Лакавичкиот терен, каде правиме преглед на теренот, се со цел да видиме дали земјоделците кои вршат жетва, дали стрништата ги палат и да ги предупредиме да не го чинат тоа, бидејќи со самото палење на стрништа може да предизвикат шумски пожар. Исто така сточарите, со нив разговараме и ги едуцираме да не ги палат пасиштата, каде што сега тревата е во фаза на сушење и истите имат навика да ги палат се со цел да излезе нова зелена трева. Исто така, жителите беа информирани за забраната за движење во шуми која започна од 6 јули и ќе трае до 15 август. Доколку истите имаат потреба за движење во шума, треба да извадат потврда од подружницата Серта во Штип. Мора да се има комплетен увид во тоа кои лица се движат во шума, по кој основ, за да евентуално бидат предупредени и да добијат дозвола од ЈП Македонски шуми на територијата на кој град се наоѓаат. Потврдите се бесплатни, лицата треба да носат лична карта и да дадат изјава каде во кој простор ќе се движат. Истата потврда се издава или за еден ден или за траење во период до 15 август, до кога е прогласена забраната за движење на население во шума без потреба. Палењето стрништа во последните години е сведено на минимум, а една од причините се навремената информираност на жителите и високите казни. Трябва да не треба да го палят, трябва да си многу казните, високи казните, 1000 евра казните. Ова е втора посета на Лакавичкиот регион од страна на мешаната патрола. Следната активност мешаната патрола ќе ја организира во подплачковичките села. 65 годишен штипјанец измамен од две непознати лица. На 15 јули околу 10 часот на улицата Сремски фронт во Штип побарале од пријавителот, бидејќи не ги разбирале нашите банкноти, парични средства евра, кои требало да ги врачат на доктор заради лекување од склучена сообраќајна несреќа, а како гаранција за враќање на парите му дале рачен часовник. На 15 јули во 11 часот во полициската станица во Штип 65 годишен штипјанец пријавил дека истиот ден, околу 10 часот, на улицата Сремски фронт во Штип, му пришле две непознати лица и истите, бидејќи не ги разбирале нашите банкноти, побарале од пријавителот да им даде парични средства евра за да ги однесат кај доктор заради лекување од наводно случајна сообраќајна незгода, пошто пријавителот им дал 1000 евра, а како гаранција дека ќе му ги вратат парите, му дале еден рачен часовник. Откако лицата не се вратиле, пријавителот увидел дека е измамен и доведен во заблуда. Од страна на полицијата се преземаат мерки за пронаоѓање и фаќање на сторителите. Секторот за внатрешни работи Штип апелира до граѓаните дека кога непознати лица од нив бараат парични средства под различни изговори и при тоа како залог им се нудат различни златни предмети и други вредни предмети. Нагла промена на температурите, топло-ладно, представува вистински шок за организмот. Клима уредите, иако се неопходни, тие се и опасни. При нагло влегување од топла надворешна средина внатре во ладните простории, исто така представува шок за организмот, бидејќи за толку краток период организмот нема способност за адаптација. Лекарите со препораки да слушнеме повеќе на оваа тема од колешката Марија Спасова. Сведоци сме на нагла временска промена, каде температурите достигнуваат близу 40 степени. Лекарите препорачуваат граѓаните да се чуваат од ваквите временски осцилации, бидејќи може да имаат опасни последици по здравјето. Во летните периоди, кога температурите се високи, клима апаратите во домакинствата и компаниите се потреба, но колку всушност се и опасни за здравјето кај луѓето. Посебно за повозрастните кои имаат проблеми со притисокот и срцето. Додека сме ние внатре во таа ладна, идеална некоја температура,
организмот функционира на тој начин и кога ќе се излезе надвор директно на жешкото без период на адаптација на организмот од тие нагли промени, доколку имаме некоја температура 25 степени во просторијата, надвор излеземе директно на 40 степени, тоа предизвикува нагло ширење на периферните крвни садови, дотокот на крв и на кислород доаѓа во периферијата, централниот дел од организмот останува без доволно сатурација, без доволно кислород и без крв и тогаш настануваат тие промени. Исто така и при наглото влегување од топла надворешна средина внатре во ладните простории, исто така е шок за организмот. Тие промени може да предизвикаат пореметување во дотокот на кислород на срцето, кој што не е така како еден од најголемите ризик фактори и најголемите коморбидитети кои што може да се јават кај пациентите, особено кои што имаат претходно некоја друга патологија, кај хроничните пациенти, пациенти со покачен крвен притисок, со диабетична болест. Се почести се и барањата за помош на телефон-доматичните ординации од страна на пациентите, бидејќи чувствуваат потешкоти околу срцето, дишењето и најмногу е зголемена фреквенцијата од оваа категорија на пациенти. Остануваат уште неполни 2 недели од годинишново издание на Штипско културно лето, во текот на кои ќе се случуваат неколку значајни настани од областа на културата на кои вреди да се присуствува. 31-то Штипско културно лето ќе заврши спектакуларно во среда со рок-концерт на камерниот оркестар од Битола. Со концерт од староградски песни во исполнување на градскиот хор од Штип во понеделник започнуваат настаните од областа на културата кои во рамките на Штипско културно лето ќе се случуваат во текот на наредната недела. На концертот на градскиот хор, освен староградски песни од Штип и Штипско, ќе може да се слушнат и староградски народни песни и серенади од Македонија и за крај колаж од популарни песни на различни народи. Концертот под диригентската палка на доцент магистер Ивана Ѓурѓевиќ ќе се случува во амфитеатарот пред Штипската библиотека Гоце Делчев со почеток во 21 часот. Во вторник љубителите на театарската уметност премиерно ќе може да ја гледаат најновата представа на Штипскиот театар насловена како Љубовен маратон со почеток во 21 часот. Во петок во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов ќе биде отворена изложбата на скулптури од уметникот Митко Тошев. На 25 јули во Дом на млади ќе се одржи традиционалната штипска разгледница, додека на 27 на истата локација ќе се случува спектакуларното затворање на 31-то издание на Штипско културно лето со рок концертот на камерниот оркестар од Битола. Четири лица се опсени во рамките на истрагата за терористичкиот напад во Ница, во кој загинаа најмалку 84 лица вечерта на 14 јули, јави дописникот на Мија од Парес. Истрагата за нападот во Ница продолжува. 4 лица се опсени во петокот вечерта јутрово и на сите им изречена мерка притвор. Сите му припаѓаат на блиското обкружување на напаѓачот Мохамед Бухлел, возач на камионот ладилник од 19 тони, со кој уби 84 лица во четвртокот вечерта, удирајќи намерно во толпата народ која присуствуваше на традиционалниот 14 јулски огномет, а над 200 се повредени. Екстремистичката група Исламска држава предзеде одговорност за нападот во Ница. Полицијата се обидува да разјасни дали 31 годишниот Мохамед Бухлел од Тунис сам действувал или имал соучесници и дали неговите мотиви се поврзани со радикалниот ислам. Бразилските власти соопштија дека поради нападот во Ница, во кој загинаа повеќе од 80 луѓе, ќе бидат превземени дополнителни безбедносни мерки за време на летните олимписки игри во Бразил. Исто така најавуваа дека ќе има дополнителни безбедносни пунктови каде движењето со автомобили ќе биде посебно регулирано. Нападот во Ница бил алармантен за челниците во Бразил да постават дополнителни безбедносни мерки и пунктови каде ќе се регулира движењето. Летните олимписки игри во Бразил ќе започнат на 5 август и ќе траат до 21 следниот месец, што значи дека повеќе од 2 недели безбедноста во Бразил ќе биде зголемена на највисоко можно ниво. Во обидот за воен удар во Турција убиени се 104 бунтовници, настрадале 47 цивили и 41 припадник на полицијата, изјави привремениот шеф на војската Умит Дундар. Бројот на притворени припадници на војската по обидот за државен удар во Турција порасна на 2000, изјави турскиот премиер Бинали Йилдирим, додавајќи дека над 1000 луѓе се повредени. Тој истакна дека обидот за државен удар ќе остави црна дамка на турската демократија.
Заменик председателот на владеачката партија АКП Мехмед Мазиноглу изјави дека владата ќе разгледа можноста за враќање на смртната казна за оние што се обидоа да го извршат државниот удар. Кабинетот на Ердоган ги повика луѓето повторно да излезат на улица. Без оглед на се, вечерва мораме повторно да излеземе на улиците. Нов удар би можел да се случи во секое време, се вели во пораката на Твитер. Борбите меѓутоа продолжуваат и во текот на утрото, а силни експлозии се слушале и во Анкара и во Истанбул. Владини представници тврдат дека обидот за државен удар пропаднал откако граѓаните синоќа излегоа на улиците им се спротивставија на војниците кои се обидоа да ја превземат власта. Најтрофејниот македонски фудбалски колектив Вардар го дозна својот можен противник во третото квалификацијско коло за Лигата на шампионите. Ако македонскиот шампион успее да направи изненадување и во Хрватска постигне минимум 2 гола и го победи Динамо Загреб, тогаш за нареден противник ќе го има подобриот од пресметката помеѓу Динамо Тбилиси Грузија и Алашкерт Ерменија. Фудбалскиот клуб Вардар преку соопштение до јавноста се заблагодари за големата поддршка и одличната атмосфера што беше создадена на надпреварот против Динамо. Изразувајќи жалење за конечниот исход, црвено-црните порачаа дека без страв ќе тргнат од првата минута на дуелот во Загреб во обид на реваншот да се приреди сензација и да се продолжи престојот во фудбалска Европа. Женскиот ракометен шампион на Македонија ги доби противниците во групната фаза во Лигата на шампионите за сезоната 2016-2017. Вардарки ќе играат во групата Б, заедно со Астраханочка, Рейл Карго и победникот од квалификацијската група 2, каде ќе играат тимовите на Лајпциг, Хипо, Бера Бера и Гомел. Избраничките на Индира Кастратовиќ треба да бидат среќни од исходот на ждрепката, бидејќи ја избегна групата С, во која се наоѓаат тимовите на Гер, ЦСМ Букуреш, Митјеланд и Ростов Дон. Ова беа сите содржини подготвени за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.